Министерке за култура, првиот доказ за вашата лична одговорност во овој случај со култура, физкултура од Струмица е тоа што избегавте минатиот пат кога беше денот за пратенички прашања, бидејќи очигледно немавте одговор. Но вечно нема да можете да бидете и да се криете зад вашите соработници. Тие имале ваш налог да фаворизираат еден на сметка на друг кандидат, кој што е денес директор. Добив одговор, повторно подготвен од страна на вашите соработници, кои се потрудиле да ве оправдаат, но дека ве оправдаат можете да си мислите само вие. Ова беше форма на прашањето, дека всушност давате одговор, дека законско право е да си барате дополнување на документацијата на кандидатите, но прашањето беше зошто истото не го сторивте со сите кандидати, а не само овој фаворизираниот. Меѓутоа, исто така прашање беше и дали некој погледна во фалсификуваните документи кои што тој дополнително ги достави, односно дали некој утврди дека постои некои недоследности, овие договори не се законски и така натаму. Се докажа, министерке, дека образовните и искуствените критериуми за вас представуваат само една проформа. Очигледно дека вие како министер за култура решивте дека култура во Македонија ќе биде учество на фудбалски надпревар, паразијада, карневал, близина со премиерот, партиска активност или сервилност. Сервилноста на сите членови и функционери на оваа влада е таа која што ќе не дотолчи сите. Ја срамнавте со земја културата во Македонија, а истата таа сервилност ќе не избрише и од светската мапа. Ја партизиравте секоја институција и со ваквите одлуки нанесувате само една огромна штета. А само како илустрација на тоа за каква штета зборуваме ние, ќе ви кажам дека новоизбраниот директор за овие месеци додека е избран директор, на ден 20 направил единствено една работа. И тоа, на ден 26.2 подпишал решение за распоредување на работно место на работник кој што бил претходно ВД директор, кој што бил со средно образование, на работно место со високо образование. Сега, во последната систематизација на работни места на институцијата од септември 2020 година е напишано дека за таа работна позиција потребно е да се поседува високо образование, тоест правни или економски науки. Без одлука на управен одбор, ниту пак без согласност од Министерството за информатичко општество, во решението во кое што му го подпишал директорот е подпишано и гимназија. Ве молам, проверете ги овие наводи, заради тоа што под ваши инструкции ниту не постапуваат ниту обвинителството, исто така и Државната комисија за спречување на корупција. Не сум задоволна од одговорот кој што го добив и немам дополнителни прашања.